А во продолжение по повод Светскиот ден на детето, кој што ќе се одбележи овој викенд во недела на 20-ти, претходниот ден ќе ве поканиме на 19-ти на еден многу интересен базар, инклузивен базар кој што ќе се случува. По тој повод наша гостинка е Емилија Миладинова Аврамчева, председател на Добре дојде Македонија Велкам центар. Добро утро. Добро утро и благодарам на поканата и можноста да споделам оваа вест заедно со вас. Се разбира дека не сте ни прв пат гостинка, не станува многу за често, прв базар, се разбира, но често. повторно би сакала еве за сите оние кои што сега се вклучуваат, ова е еден многу убав базар на уметности за наети, но по повод инклузија, но еве вие повеќе информации околу истиот, која е целта на организирање на ваков базар? Да. Малце треба да дадам и неколку реченици во оведен збор за Сдруженијето Добре дојде Македонија Велкам центар, кој е формирано 2009 година. И целта е промоција на Македонија, незината историја, култура, традиција. Значи, ние работиме во сферата на културна дипломатија, тоа значи промоција на земјата преку културата. И организираме многу настани во таа сфера. Меѓутоа, секогаш, како општествено одговорна организација, здружение, секоја година ние организираме некои настани каде што им помагаме на, да речем, една социјална група, маргинализирана група, поготово на деца. Од самиот почеток го одбележуваме 1 јуни Меѓународен ден на детето. Меѓутоа, поради COVID 2 години таа традиција се прекина. Меѓутоа, тоа секогаш го работевме во соработка со амбасадите во земјата, каде што они продава и тие средства се донира за маргинализирана група. Задните 2 години, поради оваа COVID ситуација, се одлучивме на овој инклузивен базар, каде што покрај редовните учесници за нечи, производители на ракотворби, на уметнички дела и занаети, ги повикавме и семејствата кои што имаат деца и лица со посебни потреби да се вклучат во овој базар. И целта е малце да подигнеме свесноста дека овие луѓе се креативни, способни, кадарни, се поразлични можеби од останатите занечи, меѓутоа тие успеваат со својот труд да изработат одредени производи и да ги продаваат на пазар, да бидат еднакви на пазарот. Значи, многу е важно да се истакне дека тие луѓе се способни да заработуваат од својот труд и толку се креативни и вешти и производите нивни се на ист степен и равниште како и на останатите занечие. Многу е убава целта. Да, многу убава целта и се надевам дека ќе собереш што повеќе народ. Каде ќе биде базарот? Базарот ќе биде во Мериот на 2 кат. И, значи, во затворено, што е важно, и ако врне, не е страшно. Точно така, ради тоа што и за тоа што се одлучивме за овој ден, бидејќи постојат 2 дена, тој 1 јуни, Меѓународен ден за заштита на детето и ова е Светски ден на детето, тоа е 20 ноември. Значи, во 1959 година Генералното собрание на Обединетите нации ја има донесено декларација за право на детето, а 1989 година е донесена конвенција за еднаквост на децата. Тоа значи дека децата без оглед на нивната религија, јазик на кој го зборат, вероисповед, без оглед каде живеат, дали имаат некој недостаток, попреченост или така натаму, тие се еднакви. И ние точно сакаме со овој базар да ја обележиме таа инклузија и еднаквост на детето и да ги повикаме граѓаните, слушателите, што повеќе да дојдат и да го посетат. И сега, кажавме каде ќе биде, но во колку часот ќе биде поставено, наместено, кога ќе му, дали ќе треба на целиот ден? Да, од 11 до 18 часот ќе биде базарот, ќе има многу убави ракотворби, сега се ближат новогодишните и божичните празници. Значи, ова е можност граѓаните да
си ги задоволат своите потреби со поклони за празниците што следат, а од друга страна да поддржат занаетчиството, вклучувајќи ги семејствата на лица и деца со попреченост, кои што се одлучиле да ги изработуваат овие производи. Како потиква инспирацијата ќе биде светскиот ден на детето во делот на продуктите, да кажеме, што секој може да се видат. Интересно е, ги памтам вашите базари, секогаш има интересни плетени ракавици, капи, шалови, што би можело се да се најдеве, да заинтересираме во делот на занаетчиството, освен плетење, што имаме се? Има производители на сребро и накит, на бижутерија, има се вклучени некои штандови со здрава, slow food, ќе има исто така што викате, баш една мајка произведува плетени детски играчки кои се многу убави. Така што ќе има разни видови на уметнички дела, на ситници. Баш на девојка Бети, она произведува плетени работи и она е дел од таа социјална група. Значи, ние го одбележуваме Светскиот ден на детето со организирање на настан. И бидејќи ова е Светски ден на детето, повикавме и деца од меѓународни училишта, ќе бидат гости со своја музичка програма, со балет, со пење. Тоа ќе се одвива од 11 до 1 часот, тој е забавниот дел. Потоа, мислам, за цело време ќе функционира продажбата на тие ракотворби, занаетчиски работи, уметност. Да, многу интересно дека станува збор нели за инклузија. Тука веднаш ќе прашаме средствата, се разбира. Имате план како тоа ќе се реализира? Не, значи, се што ќе се продадат сите производи, сите производители се ги взимаат за себе. Значи, Сдруженијето, тука нема никакви, Сдруженијето само го организира овој настан и треба да се каже дека еден грант го добивме од град Скопје за организирање на овој настан и на некој начин би ги потикнали Сдруженијата да организираат настани во сферата на инклузивност. Значи, секаде има простор и можност да се повика, да се поканат тие социјално ранливи категории и да се покаже дека тие еднакво се способни да заработуваат на пазарот на трудот. Тие се креативни, способни, вредни и треба да им се овозможи. Треба да им се пружи рака. Треба да им се пружи рака. Мислам дека тука државата треба многу повеќе да прави, бидејќи инвестицијата во децата е најголемата инвестиција што може да биде. Инвестиција во општеството. Не само што инвестиција, тие што инвестираат во вештини, во знаење, тие ќе успеат во иднина да заработуваат од својот труд. Место да бидат терет на државата, тие ќе бидат чинители на производи во државата. И тоа е многу важно што побрзо тоа да се разбере, да се негува и да се стимулира. Вложување во идните генерации. Вие како Добри дојде Македонија Welcome Center не очекуваат и нареден период и нова година, се разбира, тука ни се божикини празници, ќе подготвувате нешто? Не, ние обично завршуваме со крај на ноември, декември веќе се празници, тоа се фамилиарни празници. Ги заокружувате активностите сега? Да, ги заокружуваме активностите сега и се спремаме и подготовка, аплицираме за проекти за наредната година. Меѓутоа, сепак новогодишните празници се фамилиарни празници и ги оставаме семејствата да си прослават на најдобар и можен начин. Таков еден убав период не очекува. Емилија, ви благодарам за гостувањето. Ги повикавме сите на 19 да дојдат на базарот на преубавото изработени рачни изработки. Секогаш воодушевуваат рачните изработки, затоа што немаш секое засебно. Не можеш да видиш две да личат едно со друго. И ќе имате уникат секогаш ако купите рачна изработка и убаво е да се поддржи инклузивниот базар кој што годинава го организирате и посакувам успешно заокружување на вашите активности за оваа година и се разбира и следните проекти
кои што постојано ќе бидат насочени исто така кон инклузивноста, се разбира ги промовираме веќе следната година. Ви благодарам. Благодарам што ни дадовте можност да ја споделиме оваа информација, да ги поканам слушателите да дојдат, да се напијат едно кафе и да се изберат некој производ кој ќе биде од една страна поддршка на занечиството и на лицата со посебни потреби, а од друга страна ќе купат некој убав производ кој стварно ќе им вреди. Ќе си купат уникат. Ете можеме така. Да. Ете така.